Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска ја посети новоотворената градинка во општина Зрновци. Од Министерството за опремување на градинката Бисерчиња, која има капацитет за 60 деца, издвоени се над 1,4 милиони денари, а парите за изградба на објектот ги обезбеди општината преку ИПА фондовите на Европската Унија. Чекорите кои што се прават во изминатата година даваат веќе резултати, затоа што се зголемува постојано капацитетот на деца и нашата цел како влада е да за 50% го зголемиме опфатот на деца во период од 4 години или во период од еден мандат. До сега отворивме 11 објекти и за една година отприлика се инвестирани 37,3 милиони денари, додека до крајот на годината треба да се отворат уште 11 објекти со сума вкупна за година и пол оваа влада ќе вложи во детски градинки и институции за детска заштита 71 милион денари и тоа навистина дава една друга динамика на создавање на капацитет за детска заштита. Ова не е заради тоа што единствено е дел од програмата на владата, туку навистина сметаме дека инвестиција во раниот детски развој дава квалитет понатаму во живеењето на сите оние деца во кои што ќе вложиме, затоа што имаат подобар старт во основно образование, подобар старт во средно образование, подобар старт во високото образование и навистина поголема продуктивност како работници понатаму. Затоа што секое дете кое што имало можност да оди во градинка и да тука го почне развојот свој, понатаму развива различни капацитети и квалификации кои што му се потребни во неговото живеење и ние како влада сме свесни за тоа и инвестираме максимално што можеме. Големо олеснување за родителите е отворањето на детска установа во Зрновци, оти ги носеа своите деца во градинката во Кочани, велат вработените. Во моментов во градинката во Зрновци има 40 деца, а наскоро ќе биде отворена и нова група од 20 дечиња. Во моментот имаме згрижено 40 дечиња, распоредени во две воспитни групи. Во едната имаме 17, во другата имаме 23 дечиња. Во моментот имаме 9 вработени, 4 од даватели на услуги и 4 од помошно-техничките персонал. Бројот континуирано се зголемува и затоа ќе имаме потреба и од нови вработувања. Реално имаше голема потреба од отворање на ваква установа во општината Зрновци. Општината тргна од фактот дека за секое дете е важно овозможувањето на услови за подобар раст и развој, рече градоначалникот Блаже Станков. Ние тргнувајќи од фактот дека раното детство е многу важна фаза во севкупниот развој на личноста, општина Зрновци од секогаш се залагаше за секое дете да биде вклучено во процесот на социализација преку згрижување во некоја предучилишна установа. Затоа денес сме среќни што еве конечно тој сон ни се исполни. Изградивме нова детска градинка, а овие средства си ги обезбедивме преку ИПА програмата, грант од ИПА програмата на Европската Унија, преку проектот пружање на подобри општински услуги. Финансиската конструкција е 230.000 евра, додека пак опремата е целосно набавена преку Министерството за труд и социјална политика. Јас во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите чинители кои што допринесува да биде изграден овој објект. Заблагодарам исто така на изведувачите на работите, тоа беше актива од Штип, на проектантската куќа која што ја проектираше детската градинка, тоа е проектантската куќа Капител од Кавадарци и огромна благодарност до Министерката за труд и социјална политика господја Мила Царовска за успешната соработка и потачка за отварање на детската градинка. Во оваа пригода исто така сакам, најсвечено да им ја честитам градинката на граѓаните на општина Зрновци, а на дечињата да им посакам многу пријатни, среќни и весели моменти. Царовска на крајот од посетата посочи дека целта на владата е континуирано да ги зголемуваат просторните капацитети на детските градинки во земјава, но и да го подобрат квалитетот на програмите и да вклучат што поголем број деца кои досега немале можност да посетуваат градинка. До крајот на годината е предвидено да се отворат уште 11 нови објекти, со што сумата за изградба, адаптација и опремување на градинки за периодот од јуни 2017 заклучно со декември издвоена од државата ќе изнесува 71 милион денари.